Србомани платени со српски пари да провоцираат во Бугарија. Македонија е бугарска, фотографија од цар Борис III, веднаш спроти македонскиот културен клуб. Ова се само дел од провокациите кои од Благоевград беа испратени кон македонците кои присуствуваа на отворањето на Никола Вапцаров. Навредите кон македонците започнаа уште пред влезот на Благоевград, каде беше поставена парола дека Македонија е бугарска, а продолжи и по официјалното отварање на клубот, при што дојде до вербален судир меѓу оние кои протестираа и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, бидејќи според нив тој не смеел да биде тука. Јозе предател! Србите ви дадат пари! Србите ви да паля! Мицкоски од Благоевград порача дека неговата посета тука е со цел да изрази поддршка за македонците од Бугарија. Тука сме да го поддржиме отварањето на новој клуб, да ги поддржиме нашинците, македонците од оваа страна на границата и да испратиме јасна порака дека ние сме македонци кои што зборуваат македонски јазик и доаѓаат од Македонија. И затоа во 21. век веќе не треба никој нити да има дилема, нити треба воопшто да разговара. Треба да се почитува правото на самоопределување, а нашето право да се самоопределиме како македонци е неприкосновено и загарантирано со сите меѓународни акти. Затоа сме денеска тука да ги поддржиме нашите македонци во Бугарија. Во Благоевград денеска протест организираше ВМРО БНД, предводен од бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски. Тој пред клубот официјално да биде отворен се појави пред Никола Вапцаров, порачувајќи дека не смеело да се дозволи отворање новој клуб, бидејќи бил жестока провокација од македонска страна. Това тук е провокација прво зашто го прават сепаратисти. Станува збор за сериозна провокација организирана од Скопје, бидејќи тие страшливо се повлекоа додека ги напаѓаа бугарските клубови во Битола и Охрид. Протестираме против собирот на активни македонски политичари со сепаратисти во Бугарија. Луѓето кои стојат за овој клуб велат дека Бугарија е окупатор во Пиринска Македонија, дека Благоевград е македонски. Македонците од Бугарија пак со надеж дека овој клуб ќе ги зближи двата народи, но и надеж дека нема да биде оштетен од страна на незадоволните бугари. Првиот човек на омилен Пирин, Стојко Стојков, изразува жалење што премиерот Димитар Ковачевски и никој друг од владата не се одлажил на поканата да присуствува на отворањето на клубот. Значајно е, се разбира дека е значајно. Видите, тоа не е прв клуб, не е прв, меѓутоа е првиот кој што собра толку големо внимание. Ви видовте дека денеска тука беа присутни луѓе од сите краишта на Македонија, испратија честитки од целиот свет. Дали очекувате да имате поддршка од македонската власт во моментот? Ами видовме дека не дојдо. Организаторите ги поканија, меѓутоа не дојдо. Тоа е нивен избор. Дека имаше голем број провокации денеска во пат наваму. Дали очекувате можеби овој клуб да биде те начин оштетен, да кажеме? Па веќе два пати е оштетуван, а имаше во Facebook излеко дека ќе го запалат. Разочараност и сите други македонци од Бугарија не очекуваат никаква поддршка од сегашната македонска власт. Македонската власт дава поддршка вас? Не. Сте побарале помош нешто? Побарали сме, ама ништо не сме добили. Ако се смени владата, може и да не помогне. Защото мисля, че се държат понижувачки пред българските власти и не очекувам помощ от те. На поканата да дојде во Благоевград не се одлажи ниту македонскиот председател Стево Пендаровски, но од неговиот кабинет барем имаше присутен на отворањето на клубот шефот на неговиот кабинет Миле Бошњаковски, но тој не сакаше да одговори на новинарските прашања, туку само кажа во која улога е дојден.